Членовите на СОНК најверојатно ќе прифатат одлуката за 15% зголемување на платите за просветарите од септември. Оптимист е првиот човек на СОНК по вчерашните маратонски преговори. Јаким Неделков за Алфа вели дека добиле уверување од владата дека од јануари ќе добијат дополнителни 3,4% за раст на платите, пошто ќе се стигнело до посакуваните 18,4%. Советот, вели Неделков, ќе заседава во текот на неделава, кога и официјално ќе ги потврдат овие информации. И од јануари ќе имаме зголемување на платите за најмалку 3,4%, што значи ние практично 18,4% ќе ги земеме, би рекол, на два пати, што значи дека се надеваме во почетокот на новата фискална година дека ќе имаме ново зголемување на плати. Од септември основната плата на наставниците во основно образование од 24.700 ќе се зголеми на 28.400 денари. Професорите во средните училишта кои добивале основна плата од 25.800 со покачувањето ќе добиваат 29.670 денари. Неделков вели дека на последната средба било и договорено да не се кратат платите за периодот додека траеше штрајкот, иако воспитувачките од градинките ќе земат намалени плати кои се очекува да им бидат рефундирани. Министерството за труд и социјална политика има желба да дневниците се исплатат во целост, меѓутоа мора да одговараме сите пред законот и да бидеме сериозни, да се изнајде законско решение и никој да не излезе од оваа работа со последици. Инаку штрајкот на наставниците и воспитувачките во градинките почна на 11 април, со барање за усогласување на платите со минималецот. Владата им понуди зголемување на платите прво за 10, а потоа за 12%, но ова не беше прифатливо за членството на СОНК. На 26 април штрајкот во градинките беше ставен во мирување во интерес на децата, а на 28 април и во целото образование, откако СОНК доби уверување од Министерството за труд и социјална политика дека Министерството за образование бара мирно решавање на спорот со медијација. По негово назначување почна процесот на помирување, кој на истекот на законски утврдениот рок од 20 дена заврши со усогласување на ставовите на двете страни.